Благодарам, колега Џафери. Почитувани колеги пратеници, оваа дебата е сама по себе преседан, бидејќи се коси со членот 8а од изборниот законник. И треба да биде прекината и да продолжи на 16 октомври, за да се покаже дека ние, народните избраници, ги почитуваме законите. Значи, членот 8а од изборниот законник е дециден, дека од денот на донесување на одлуката за распишување на избори, па до завршување на изборите не може да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции. А започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во случаи на итни и неодложни работи. Во однос на разрешувањето на Марко Зврлевски, имавме наброени причини без аргументи и фактичка состојба. Фактичка состојба се всушност извештаите годишни од работата на јавното обвинителство и сите бројки за извршени предмети во тие извештаи. Бидејќи ги разгледав сите извештаи за работата на републичкиот јавен обвинител, од секоја година можам да заклучам дека од годината во која е избран јавниот обвинител Марко Зврлевски, значи од 2013 па наваму бележат сите предмети раст. Значи, основното јавно обвинителство постапувале по ново примени кривични пријави против купно 43.335 сторители на кривични дела. Во однос на 2012 има зголемување во обем на работа за 119 лица. И во наредните години бележи, значи сите предмети бележат зголемување на бројот. Во 2014 има зголемен обем на работа во делот на поднесени пријави за 7604 лица. Зголемен обем на работа имало и во работата на отделните висши јавни обвинителства со подрачните обвинителства. Значи, наспроти неаргументирани причини кои што беа наведувани досега, имаме всушност факти за напредок и успеси во работата на јавното обвинителство, откако зајавен обвинител е Марко Зврлевски. И всушност, со оваа постапка се руши интегритетот и кредибилитетот не само на Марко Зврлевски, туку и на самата институција јавен обвинител. Ви благодарам.